прасето Пепа. Ова е моето братче Джордж. Ова е мама прасица. А ова е тато прасе. Прасинцето Пепа. Бучната ноќ. Семејството на Пепа се нагости во домот на незината братучетка Клои. Здраво на сите. Здраво! Мора да сте уморни од вашето долго патување. Да, би било добро да си легнеме порано. О, прво треба да го однесам бебенцето Александар на спиење. Ова е неговата спална соба. Александар сака бучава. Таа му помага да заспие. Сите ние во куќава ја сакаме буката. Ние сме бучно семејство. Пепа, Джордж, вие ќе спиете во мојата соба вечерва. О, супер! Пепа и Джордж се возбудени бидејќи ќе спијат во спалната соба на Клои. Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ! Добра ноќ. Сите се сместија во своите кревети. Бебенцето Александар се разбуди. Пепа и Джордж исто така се будни. Каква е таа бука? Тоа е правосмукалката. Зошто чистиш со правосмукалката ноќе? Не ви пречиме, нели? Што? О, не! Пронајдовме дека буката е најдобриот начин да го заспиеме бебенцето Александар. Тој сака буката. Ние сме бучно семејство. Повторно сите се вратија во своите кревети. Сите спијат. Бебенцето Александар се разбуди. Зошто тетка прасица свири на труба? За да го спи Александар. Колку е побучно, толку е подобро. А дали постои некој друг начин кој не вклучува бука? Ние откривме дека буката е најдобриот начин. Кога Джордж беше бебенце, ние го стававме во неговата количка и го возевме околу куќата. Тоа секогаш го успиваше. Колку чудно! Без силни звуци. Точно така. Колку пати го возевме околу куќата, мамо? 3 пати? 50 пати. Тато прасе го турка бебенцето Александар околу куќата 50 пати. Одлично. Бебенцето Александар заспа. Може ли да ме пуштиш да влезам? Само да го исклучам алармот. Повторно го вклучувам алармот. Пепа, зошто си разбудена? Јас не можам да спијам, тато. Ова е многу бучна куќа. Во ред, Пепа. Ајде да те вратам во кревет. Сега, во која спална спиеш? Стој, тато! Тоа е спалната на бебенцето Александар. Оу, светлото го разбуди бебенцето Александар. Во ред. Ќе вклучам правосмукалката. А јас ке свирам на трубата. Стоп! Стоп, се сетив на уште еден тивок начин за заспивање. О, да, го возевме во автомобилот. Ке го вклучам моторот. Не го забораве алармот. Тато прасе го вклучи бучниот аларм во куќата. Од алармот се разбудија сите. Тоа е господја Зајачица во незиниот спасувачки хеликоптер. Дали сите вие долу сте во ред? Го слушнав алармот. Да, благодарам. Во ред. Чао, чао. Сета таа бука го заспа бебенцето Александар. Сега навистина заспа брзо. Ој, тоа благодарение на мојот татко. Одлично, тато прасе. Треба да те викаме почесто на гости. Ха-ха.